Почитувани добар ден, ја гледате Црвена линија. Економско-социјалниот совет се состана, разговара, се разидоа. Со еден договор да продолжат да се договараат. Минималната плата повторно беше тема, но одлука нема. Синдикатите бараат 600 евра за преживување. Владата има формула за покачување, но во март. А работодавачите велат може, ама не сега и не сами. И така веќе со месеци. Истите аргументи, истите ставови, истите изјави, истите плати. Само цените не останаа исти. Сите се за зголемување, ама никој не го прави. Она што да прашуваме денес во Црвена линија е зошто минималната плата е вечна тема, а решение никаде. Се разбира, за учество во Црвена линија на самиот почеток ќе ве потсетам, се доаѓа до нас со вртење на телефонскиот број 023070005. Ве замолувам еве на самиот почеток секогаш да имате во предвид да го намалите целосно тонот на ТВ приемникот. Да не користите интерфон, спикерфон, туку се разбира одговорите да ги дадете само преку телефонската слушалка. А кога сме веќе кај давање одговори и денес во текот на целиот ден активна е новата анкета на Црвена линија. За да учествувате во неа, доволно е да не заследите на Инстаграм. Затоа ако не следите, сторете го тоа во овој момент. Кликнете на Инстаграм стори и одговорете на следново прашање. Колку долго ќе се договараат за минималната плата? Имате 3 опции за одговор. Под А, како и секогаш, без брзање. Под Б, додека работниците се снаоѓаат. И под В, додека работниците се снаоѓаат. Овде најверојатно се повторило, но јас ќе ви дадам, секако ќе ви укажам која е третата опција. Секако одговорот можете да го дадете и на Facebook. Под В е додека преговараат. Кога сме веќе кај Facebook, еве како изгледаме и таму, од самиот почеток веќе пристигаат коментари како одговори на нашите прашања, така да бидете активни на социјалните медиуми. Заследете Црвена линија, профилот на Црвена линија, профилот на Телма телевизија, на двата зида, на двата профила објавена денешната тема. Пишувајте одговори и секако со нив ќе ги читаме некаде кон средината, односно меѓу вклучувањето на гледачи. Она со што почнуваме се разбира, за да се подготвите и вие и ние, прилогот на Срđan Стојанчев. Се договорија да се договорат. Денешната седница на Економско-социјалниот совет заврши без договор за зголемување на минималната плата, што би повлекло зголемување и на останатите плати. Во работата на Економско-социјалниот совет учествуваат представници на владата, работодавачите и на синдикатите. Сојузот на синдикати бара зголемување на минималната плата на 600 евра за да може работниците да преживеат. Владата вели има формула за зголемување. Редовното усогласување е во март и покачувањето ќе биде меѓу 1500 и 2000 денари. Работодавачите пак велат дека се подготвени да ги зголемат платите, но владата да преземе дел од товарот за покачените придонеси. Минималната плата не била точка на дневен ред, но по инсистирање на синдикатите била отворена и оваа тема. Тоа што го слушнавме во натре е лицитирање со потребата од зголемување на минималната плата. 600, 700, 800, дури 1000 евра. И владата и работодавачите нека седнат и нека се договорат за кој износ се спремни да зголемат минималната плата и да не повикаат на синдикатите и да ни кажат што ќе се случи. Меѓутоа, предлагаме тоа да го направат најбрзо што може, за да не си ја честитаме нова година на различен начин. Во владата велат дека толку големо зголемување на минималната плата може да ја зголеми инфлацијата и да доведе до губење работни места. Формулата за зголемување е договорена токму на Економско-социјалниот совет. Зголемувањето зависи 50% од растот на просечната плата и 50% од зголемувањето на трошоците за живот. Според нашите индикатори, во вакви економски услови нема оправданост за интервентно зголемување на минималната плата пред редовното усогласување во март, кое е јасно утврдено со закон и кое би било помеѓу 1500 до 2000 денари. Поточно ќе знаеме после нова година, каде што ќе ги имаме сите податоци и пресметките ќе го покажуваат точно колку ќе биде минималната плата, односно во месец март, кога ќе биде хармонизирана.
Работодавачите се подготвени за зголемување на платите, но бараат владата да преземе дел од товарот за зголемени придонеси кои ќе ги донесат зголемените плати. Велат има време за договор до март, но енормно зголемување во овој момент за нив е невозможно. Се договоривме дека ќе се договараме, конкретен договор нема и се надевам дека во тек на овој период до законското усогласување на минималната плата имаме шанси да преговараме, меѓутоа во овој момент на оваа седница на Економско-социјалниот совет има разговори за модели како можеме да ја договараме минималната плата. Еден од предлозите на Бизнис конфедерација на Македонија во рамки на законот за работни односи да се прошири колективното договарање со што ќе се вклучи и минималната плата, особено во одредени сектори. Нашиот предлог е дека со договарањето на минимална плата во одредени сектори може да се намалат и злоупотребите. Минималната плата во Македонија во моментов е 24.380 денари. А сега сакаме да ве слушнеме вас. Ве потсетувам за учество во Црвена линија, особено важи за оние кои што верувам за прв пат ќе посакате да бидете дел од Црвена линија, а верувам ќе ви имаме и во поприличен број како такви. Доволно е да го завртите нашиот телефонски број 023070005. Она што сакаме да слушнеме од сите вас е секако прашањето за денешното прашање, а тоа е еве колку ви се чини дека и долго ќе се договараат за минималната плата. Дали всушност еве зошто и минималната плата е вечна тема, а решение никогаш никаде. Па да ве слушнеме. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија. Видите, сите сакаат, сите зборуваат за плата, сите сакаат, особено синдикатот кој потекнува за администрацијата, а никој не се труди да се зголеми продуктивноста. Чудно е, па треба платата да се заработи. Не може, изголемија платата, а во администрацијата сите знаеме преголем товар е за државата, многу има запослено, дури не на столче седат по тројца и сега нив да му се зголеми платата. Нема продуктивност, треба платата да се заработи. Како оние земјоделците со земјоделие, со труд голем ги заработуваат парите, така треба и во градот тие може да се зголема платите во производните предпријатија, во градежните, во ова, а не може во целокупната администрација. Тоа е терет за државата. Значи, ако се зголеми платите на административците, тоа е терет на буџетот наш. А буџетот треба за важни работи да се користи. Се користи за градење фабрики, брани, нешто во интерес на државата, а не за плати. Сите бараа плати, а никој не вика дај да сработиме повише за повисока плата. Чудно е, значи продуктивноста да се зголеми. Вакви работи се случуваат од како функционерите си зголемија 78% плата и од тогаш во држава наша и инфлација има и поскапувања. И од тогаш има. Благодарам многу за споделените одговори на нашето прашање и една секако напомена, внимавајте и на времето, тајмерот го биваме од тие причини на екраните, 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Благодарност до гледачот, со него всушност ја отвараме и започнуваме денешната дискусија. Зошто минималната плата е вечна тема, а решение никаде? Тоа е она што ве прашува денес Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Тина, Игор, добар Поздрав ден. до вас, Игор. Па еве, зошто минималната плата е вечна тема, а решение никаде? Па минималната плата, мислам си работникот, колку што заработил, толку треба да му се плати. Например, и да е тој, и да е директор, колку што си заработил, толку треба да му се плати. Зошто да е проблем? Јас, кога бев работник, колку работев, толку ми плаќаја. Не беше проблемот, то ми плаќаја. Колку што работам, толку ми плаќат. Колку што си заработил, толку ќе ти платат. Но треба да му се речи на директорот. На директорот е главен. Според вас, колку долго ќе се договараат за минималната плата? Пода, како и секогаш, без брзање, додека работниците се снаоѓаат или подве додека преговараат? Игор? Па мислам Пода, како и секогаш без брзање.
Добро, тоа ни е анкета. Јас велам колку што си заслужил, толку ги си добие. Ето, колку што работел, толку ги си добие. Фала, пријатно. Благодарам многу, ви велиме и ние за учеството и одговорите во Црвена линија. Продолжуваме понатаму, уште еднаш ве префрлам на социјалните медиуми со цел да ве подсетам, можеби малку подоцна се вклучите и ја следите Црвена линија. Ако не сте во можност да не добиете телефонски и да се вклучите во живо, сега кога можете да имате и сопишување коментари, поточно одговори на нашиот зид на профилот Црвена линија на Facebook. Темата е објавена на профилот на Телма телевизија. Црвена линија денес ве прашува зошто минималната плата е вечна тема, а решение никаде. Добар ден! Добар ден и убав ден ако сум јас. Секако во Црвена линија сте, повелете. Па зашто е тема? Затоа што, значи, ја не знам како се покачува кој како сака и каде сака. Значи, мора да има еден ред, еден процент. Речеме, кога се кажува толку проценти, се качува на сите. Не може само минималната плата да биде вечна тема. Значи, друго се покачува и производи, и да не зборам плати на функционери, и секдека, значи, си се покачува све само минималната плата. Зошто да биде така? Значи, стопанствениците не можам да ги разберам. Им се враќа ДДВ, значи. Имаат еден куп трошкови, гориво и да на не влегувам све што им се признава. И ја не можам да сватам они, значи, зашто секој пат им е проблем да на работникот му исплати колку што треба. Значи, не може така. Еве, има институции, нека влезат, нека видат, нека направат едно книговодство, таму нека проверат книговодство на како се работи, што се работи. Влез, излез, фактури. Еве, зашто они да не плаќат ДДВ, да им се враќа? Значи, не може вака некој да ужива права во државата колку што сака и како што сака да му се дозволи, а некој со минимална плата. Значи, све се покачува, а минималната плата не. Еве, гледате што е со струјата сега. Ако не бидело волку, онда тие 200 динара ако се тргнеле, ќе била струјата не знам таму колку посто покачена, го слушам Бислимовски. Па како овде све со учени се работи на народот и не може вака? Значи мора нешто да се... Благодарам за споделените одговори со гледачите кои што во моментот ја следат Црвена линија. Потсетувам, внимавајте на тајмерот. Ве охрабрувам истовремено, слободно, повторно завртите го нашиот број и секако доискажете се, дообразложете во нови 90 секунди. Добар ден! Јас секако ќе повторам, денес зборуваме на тема, а тоа е економско-социјалниот совет кој што се состана, разговара, се разидоа со еден договор да продолжат да се договараат. Минималната плата повторно беше тема, но одлука нема. Од тука прашуваме зошто минималната плата е вечна тема, а решение никаде. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па јас се чудам воопште дете како може да зборат за минимална плата. Кога ние сме работодателска држава. У работодателска држава не се збори за минимална плата, се збори ослободување од работодателството. Ние имаме луѓе кои работат за 26.000, кои не примаат ни социјално ни пензион. Па кога роб да ги чуваш, повеќе ќе кошта, за да ги храниш, да ги смесиш, да ги облечеш, да ги изгрееш. А они работат за 18, 20, 26.000 динара. Без никакви осигурања. Прво треба да збориме со слободно од работодателството, а после да збориме за минимални плати. Ја не знам што е работа луѓе кои ги држат главите у песок, не гледаат ништо и не слушаат ништо. Вие треба да се борите против работодателството во оваа држава, а после минимални плати. Па ние сме најниски у Европа со плати. Не Европа, у Балкан сме најниски со плати. Најголема плячка има кај нас. Не може еден собственик кој има приватна фирма или ќе има приватна фирма, ќе има стандард на таа приватна фирма или ќе затвори приватната фирма. Една работа, друга работа. Држава да има своји предпријатија, производни предпријатија, кои ќе конкурираат на овие. И ќе држи некој ниво на однос во државата. Ние дека немаме ниво на односи, немаме конкуренција ни со други. Приватниците се договарат што ќе прават и како ќе прават. Која цена ќе дадат и нема да дадат цена.
Благодарам и вам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Продолжете да не следите, а останатите очекуваме секако да бидете активни и на денешната анкета на Црвена линија, која што објавена поточно на Инстаграм. Заследете не, се што ви треба е профилот на Црвена линија, секако и на Телма телевизија. Кликнете на Инстаграм стори и дајте одговор и на ова прашање. Колку долго ќе се договараат за минималната плата? 3 опции за одговор. Под А, како и секогаш, без брзање. Под Б, додека работниците се снаогиат. Или пак под В, додека преговараат. А ние продолжуваме со вас, вклучување во живо и нови одговори. Добар ден. Добро вечер. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер вам. Повелете, во Црвена линија сте. Ни под А, ни под Б, ни под В, тоа не важи. Важи само едно правило. Ќе се покачи платата 100 на 100, само услов треба еден да се исполни. Да се покачи прво инфлацијата да ги покријат таа плата што ќе се покачи. Додека инфлацијата не ги изеди пред време тоа покачување што ќе се покачи, нема да се покачи. Ајде, убав вечер да ви биде пријатно. Благодарам. Секако имајте убава вечер, но и понатаму продолжете да ја следите Црвена линија. Се со цел да ги слушнеме и останатите одговори на оние кои што ќе се вклучат понатаму. Прашањето за денес е зошто минималната плата е вечна тема, а решение никаде. Добар ден. Добро вечер, убава вечер. Ајде, продолжите. Значи, како се слушаме? Да, одлично, продолжете. Значи, добро, како може, не можам ја да сватам, значи, ние дали сме капиталистичка, комунистичка, каква држава. Значи, стопанственик да бара пари од владата. Чекајте, каде го има тоа, во која држава? Значи, владата зима кредит, да им дава субвенции и гледате на каков начин они се враќаат со зголемување на цените и издружување таму на некој овако да формираат сами цени. Па каде го има ова? Ние кај сакаме вака. Значи, тие владата не им дава нив пари, тие се пари од граѓаните. Тоа се буџетски пари што граѓаните треба да ги дават. Овие со свој камен по глава. Ние ги финансираме стопанствениците, оние вака да заработуваат на наш грб, да се финансираат и како што сака што да прават. Вие во Европа ќе одиме вака, кога ќе одиме во Европа, значи ќе им дава пари на стопанствениците. Да ви кажам, ова е не голема срамота, ова е влада во сенка. Ова е нешто невидено што се случува. Дајте еднашка нека застанат. Значи не може и готово. Ја не памтам и во Југославија имало приватни, јас сум дете на приватњак, што никој пат државата не му дала 1 динар цел живот, само данок взимаше. Ја не можам да сватам како може вакво нешто да дозволи владата. Значи ова е една манипулација со населението, со народот, што државата е народот. Ако нема народ да врти пари, зошто да не се покачи? Парите стојат тука. Парите се даваат, се трошат, се вртат пари, се пуни буџетот. Меѓутоа парите на овие стопанственици и функционери одат надвор. Парите од струја одат надвор. Функционерите сите стопанственици ги трошат Грција што заминава ка сегдека. Значи на она што се троши кај нас да не му покачиш и да му дадеш, ова е греота и срамота да ви кажам. Еднашка треба стоп да се направи на тие стопанственици, ако им одговара нека работат, ако не нека затворат ни еден. Благодарно за повторното учество во Црвена линија. Продолжете да не гледате понатаму, а ние ве подсетуваме. Сите се за зголемување на минималната плата, ама никој не го прави истото. Додека владата, синдикатите и работодавачите пресметуваат кој колку може, работниците секој месец пресметуваат што и како до следниот први. Па зошто минималната плата е вечна тема според вас, а решение никаде? Добро вечер. Добро вечер. Тина, се слушаме. Одлично, повелете. Вака. Абе, дали народот знае дека во напредните држави, јаките држави, таму работникот го гледа како шарено јајце. А кај нас го некет работникот.
кај нас да си во јавно предпријатие, во државно предпријатие, таму тогаш ќе те гледат како шарено јајце. Затоа што ќе му требаш за гласење. Работникот нема време сега да се јавува на овие емисии, чат пат некој. Тој е павстан од работа, еден стигнува до прагот и гледа да си легне на креветот, ама овој што е во јавното предпријатие и во државното, тој ќе го убеди работникот. И работникот за гласење кога ќе треба, ово ќе му наредува гласи тука. Значи, тој, како што рече предходниот, главата во песок, како нојот. Абе, размисли работниче, гледај, тебе не те сакат, не ти ја качуват платата, си ја качуват на они, на големите. Свести се малку за кој гласаш и што гласаш. Гледаш дека 35 години овие две партии не се дробија, бе. Па ние работиме за они да лежат, да јадат. Па ако не кеш да се свестиш, па нека ти прават така. И сега, зошто минималната... Благодарам Иван за споделеното со гледачите на Црвена линија. Останете со нас. Малку ќе ве префрлам унаму каде што секогаш треба да кликате доколку сакате да бидете брзо, квалитетно и ефикасно информирани. Се што ви треба е tilma.com.mk. Најнапред ќе ве пренесеме на еден наслов од 10 октомври, каде што стои по заеднички мерки и одлуки за подобрување на животниот стандард, конституиран новиот економско-социјален совет. Економско-социјалниот совет од тогаш, од 10 октомври, е функционален и работи со густ распоред на седници, за што е можно побрзо да се најдат решенија на барањата на синдикатите и работодавачите во склоп на можности на владата и буџетот. А ние денес ве прашуваме до кога ќе се преговара и договара за минималната плата, а зошто и се уште нема решение. Добар ден. Добар ден, добра вечер, колешке. Добра вечер. Сакам да еден мал придонес во вечерашната ваша тема. Ми смета што се формираат совети, комисии. Ако сакаш ништо да не се заврши, тоа се случува единствено во целиот свет, во наша жална Македонија, формира комисии, совети и така натаму. Јас сум политички прогонет од оваа држава на 20-25 години, работев во одреден период и во странство, и таму минималната плата ја одредува државата по сектори. Не може да се работи дали сакаат работодавачите, дали сакаат синдикатите и кој сака, кој не сака. Државата треба да регулира, да одреди минимална плата по сектори. Зашто тоа не важеше кога нашите функционери си ги зголемија платите за 78%? За тогаш преговара синдикати, влада, совети, сектори, комисии и така натаму. Ова е мижи ќорчо, да те лажам, тоа е да е изговор од Исусна Македонија. И мислам дека е катастрофа денеска во 21. век, 2026 година, да дискутираме дека работодавачите не се согласувале, барале компензација од држава и така натаму. Тоа е срам и... Голема благодарност за споделените ставови, мислења и сега како одговор на нашето прашање во Црвена линија. Ке ве подсетам, еве и охрабрам, можете и повторно да го завртите нашиот број. Правилото на Црвена линија од временски аспект е едно јавување да временски изнесува 90 секунди. Завртете и побарајте на повторно. Ова важи за секој еден од вас кој што сака на вистина да се надополни. Додека траеме, тоа е возможно. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Јас секако ќе дадам предност на гледачите кои што се вклучуваат во живо, а вие продолжете да бидете активни на Facebook, бидејќи за многу кусо време ќе почнеме и со читање на коментарите. Да се обидам уште еднаш. Добро вечер. Добро, да не ме слушате постојано како велам добро вечер. Најверојатно да едно до друго вклучување ќе имаме денес можеби поголема пауза, но нема да долго влекуваме доколку станува збор за читање на коментарите.
Ке почнеме со она што го напиша Жиже Симоновска. Дали ќе може да го покажеме коментарот? Минималната плата ќе се зголеми кога администрацијата ќе се намали на половина и така ништо не работат и тие пари да се дадат на тие што навистина работат ќе се добијат. Благодарам за Жиже, бидете активни, пишувате коментари, а Црвена линија понатаму ве прашува во текот на ова издание зошто минималната плата е вечна тема, а решение никаде. Добро вечер. Добро вечер, убава вечер. Убава вечер. Повелете, ве слушам. Само на тело под лепче и сол ставено. Толку заслужил работникот и затоа толку му дават, не му ја качуват и минималната плата. Ајде почнеме обратно. Зашто ако веќе нашите буџетари, односно политичарите, ево сега најтазе си ги зголемија личните доходи за 300 евра. Дали за нив не важи тоа законот дека дека треба да се покачува, ако ти се качува тебе платата и мене, ако тебе ти се намалува и мене. Зашто еднаш не тргнеме по правата линија да онолку колку што имаме толку да поделиме, но не и да даваме на оному што има најмалце, бараме да се сложи работодавачот, ако се сложи да му качи платата, ние немаме против. Па вие не ни давате платата, господа, од владата. Вие само гледате од страна се како работникот се мачи, не може да заработи ни тие 24-5.000 денари колку му ги дават, а одека уште па да му даделе уште 100 евра. Тоа е мислена именка и ми се чини дека стварно не се во право и тие што не можат да му ги качат платите, да си ги затворат фирмите и нема потреба да работат. Благодарам, поздрав. Ви велиме ние благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Останете со нас. Продолжуваме понатаму да ги слушнеме останатите одговори на денешното наше прашање, а тоа е зошто минималната плата е вечна тема, а решение никаде. Добро вечер. Добро вечер. Ало, поштовање госпожа Тина. Поздрав до вас, повелете. Поздрав до вашата екипа и до сите слушатели, гледачи што се јавија и што ќе се јават и утрешниот и другиот ден. Ова прашање уште многу години ќе се поставува и одговор никако ќе нема. Све додека се овие три партии на власт, никако Македонија нема да оди напред. Зашто? Па него сакавне социјализмот, сакавне капитализам. Па тие капиталисти, олигарци што се по газди, по фабрики, што џабе ги земаа, не даваат пари така на работникот. Тие гледаат за нивните деца да му шетат по странство, да му студираат таму, да си прават што викат грците Голија, кефој да си прават. Затоа викам уште долго години ова тема ќе се поставуваат и решение ќе нема. Да ги снема од политичка сцена, да видите како ќе дојде подобро ако некој друг ни дојде да ни каже како се работи. Пак ќе спомнеме и ова нека не коментира многу од Мите пижамата од Кавадарци. Овие партии нема да биде никако Македонија. Само од Словенија 10 години начинот како се работи, да видите како ќе се оправиме. Законите. Иначе вака ќе се биде како и до сега. Никој пат нема да одиме ние напред. Џабе си збориме, џабе вие си ставате теми, џабе ние си предлагаме. Не му мислат добро на македонскиот народ. Тие олигарси што е зедоа Македонија и тие политичари уште долго ќе владеат. Уште долго ние ќе се замараме, ќе се нервираме. Дали струјата покачила да... Благодарам за одговорите. Внимавајте на времето, 90 секунди се предвидени. Тајмерот редовно го објавуваме на екраните за да можете да имате увид во одминувањето на секундите додека трае вашето излагање. Не заборавајте да кликате на telma.com.mk. Ве носиме на насловот на кој што верувам ќе го задржите своето внимание. Нема договор, ССМ бара минималната плата да изнесува 600 евра. Владата вели има законско покачување за 1500 до 2000 денари. Се договорија да се договорат. Денешната седница на Економско-социјалниот совет заврши без договор за зголемување на минималната плата, што би повлекло зголемување на останатите плати.
Во работата на економско-социјалниот совет учествуваат представници на влада, работодавачи и на синдикати. А од тука Црвена линија и денес ве прашува зошто минималната плата е вечна тема, а решение никаде. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Господине Тале, зошто минималната плата е вечна тема, а нема решение? Прво да ве поздравам, пошто долго време се слушам и сега ме вклучивте со друг телефон, не со мојот. Да ги поздравам во режија, добро е што ги знаат моите броеви на телефон, да ги поздравам. Ајде сега да се вратиме на главното. Кој е вашиот одговор? Па, јас бев стечаен работник и тогаш беше 0 денари минимална плата или тогаш во тие години луѓето одеа на работа по година, по 2, по 3 денар пари не зема плата и без платени придонеси. Значи тогаш беше минус 20-30 неземени плати минималната плата, нали со СДС, со Бранко, нали. Прв кој воведе минимална плата е ВМРО како партија. А еве зошто не може да се договорат околу минималната плата? Зошто никогаш нема решение? За жал, ние како работници гледаме се од наша гледна точка, ама многу тешко и да бидеш и газда на фирма. Ако е лесно толку да бидеш газда, да најдеш пласман на наши производи, нека отвори некоја фирма и нека проба да вработи работници, а од таа негова фирма ретко кој македонец ќе му купи производ. Во наша Македонија тешко е, зашто? Оти се увезуваме, а наше македонско ништо не купуваме. Македонија ни дава и плати, и пензии, социјална помош, стипендии, бенефиции разни, а тие пари одма ги даваме од старт, кога пазариме за странски фабрики. Како може некоја македонска фабрика да дај минимална плата од 20 живурка, ако ние не купуваме македонски артикли? Еве, некој нека отвори фабрика, од тие што барат и нека дај. Благодарам за одговорите. Останете и продолжете да не следите. Ве потсетувам се уште активна денешната анкета на Црвена линија. Таму некаде пред крајот секако ќе ги и соопштиме резултатите пресметани во проценти, но се уште трае, така да заследете не во овој момент. Ако не следите и одговорете на следното прашање на Instagram Story. Колку долго ќе се договараат за минималната плата? Под А, како и секогаш, без брзање. Под Б, додека работниците се снаоѓаат, или пак под В, додека преговараат. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Вака, како да се најде решение? Да има плата како во Хрватска, цените да бидат како во Хрватска. Тогаш, кога ќе бидат такви платите и нема да бараат нашите млади деца бугарски пасоши, да одат у странство со бугарски државјанство. Ќе останат тука. Тоа е едно. Второ, вика вчера, премиерот вика да се договорат синдикатите и работодавачите. Тогаш владата ќе се сложи со зголемување на платата. А сега ја да прашам нешто друго. Дали кога работодавачите ги покачуваат цените, се договараат со муштериите, со нас? Не се договараат. Значи, плата ќе има достојна од 600-800 евра минимална за луѓето, а цена ќе си стават колку што има во Европска Унија и така сите ќе биеме задоволни. Имате уште некои 24 секунди да додадете нешто? Доволно е. Кој разбра. Благодарам многу. Секако продолжете да ја гледате Црвена линија и понатаму. Почитувани ве профилом на Facebook, голема активност и таму се даваат одговори на денешното прашање зошто минималната плата е вечна тема, а решение нема. Еве што напиша Тихомир Спасовски. За да разберат пратениците, влада и сите функционери како се живее со минимална плата, треба и 1 година и тие да примаат минималец, а државата ќе го наполни буџетот. Е утопија. Благодарности за Тихомир. Ако не гледате, господине Тихомир, продолжете, бидете активни и понатаму. Пишувајте коментари. Добар ден, добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Ангел на телефон, Слободан, че ти си прекрасна жена. Се извинувам, Тина ли беше? Тина бе, ајде. Тина, да, повелете. Ве слушаме, одговорат. Ајде да ви кажам сега за како
како може некој што има фирма, нели, да се договори со работниците да им зголеми платата. Тоа е невозможна мисија. Значи, председател на владата, Дрн Јарина, договори со... не бива тоа. Значи, не бива. Кој е тај што ќе може да зголеме плата на работи? Ева плюс, нели, 500-600 евра, па сега дали синдикалците тражат и 600. За да земат 500, тоа го знам, ама кој е тај што тоа ќе го направи? Мицко, не, само мрда со очите и ништо. Да не навредуваме, да се држиме до темата. Не, извини, јас се извинувам, ама тоа ли е решението? Ај, по ваше. По ваше, дали тоа е решението? Да се договорат синдикалците со работодавците. Ја мајката, тоа никогаш не е било и нема да биде. Ке ве послушам. Касно можеш. Како да е важно, ние ве слушаме и секако сите оние кои што во моментот ја следат Црвена линија. Благодарам за споделеното и за учеството во Црвена линија. Продолжете и вие понатаму да не следите. Продолжуваме и ние да прашуваме зошто минималната плата е вечна тема, а решение нема. Добро вечер. Добро вечер. Намалете го, ве молам веднаш, намалете го тонот на телевизорот. Ало? Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот. Ете зошто постојано укажуваме веднаш што треба да се стори за да имате нели увид дека веќе ве очекуваме да го дадете одговорот во живост. Ќе се обидам уште еднаш. Добро вечер. Ете зошто, почитувани, и на самиот почеток и во секој едно издание на Црвена линија и секаде онаму каде што треба да се вклучите телефонски, од особена важност и напоменуваме да се намали целосно тонот на ТВ приемникот. Се што ви треба е мобилниот телефон, може би вртите од фиксен телефон, телефонски се вклучувате. Заборавате на интерфон, спикерфон и секако тонот на телевизорот нека биде на нула. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав до вас, ве слушаме. Поздрав до вас и до емисијата. Благодарам. И до сите гледачи и слушатели. Благодарам. Па, прашањето ви е одлично. Минималната плата вечна тема, а решение никаде нема. Ова и добро и се римува. Јас би се навратил една стара поговорка би кажал, која со многу граѓани би се сложиле со неја. Таја гласи вака: не умри магаре до зелена трева. Па така да граѓаните можат да почекаат, да речиме до март месец, а март месец има многу зелена трева и април, така да тоа е тоа. Сега, нигде во светот това го нема да се договорат работодавачите и синдикатот. А во крај нас во државата е најголем работодавач. По државни институции се вработени преку 300.000 вработени. Значи, пак е контрадикторно. Значи, овај народ треба повеќе да се образува, повеќе да гледа како е во светот, не да чека што ќе му кажат по тие партиските штабови и цело време истото да го повторуваат како расипана лента. Со оглед на времето, поздрав и се најдобро. Благодарам и вам за учеството и одговорите во Црвена линија. Останете со нас. Одиме на Facebook. Еве што напиша Никола Кузевски. За минимална плата нема никогаш да се договорат, бидејќи тие што се представници што преговараат се од различни партии и едни тегнат налево, едни надесно.
Благодарности до господинот Никола. Продолжуваме со вас, вклучувајќи ве во живо. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Да, ви благодарам што сум таму. Ве слушаме. Така. Па ние ќе почнеме сега, не знам како да почнеме. Прво ќе почнеме од владата и им ја објаснам ситуацијата што прво ќе да си го, како што го зголемија тој нивниот буџет, платите, така како што го изгласа и така да го изгласат и да го намалат. Моментот е да се вратат на нивната стара плата, кога ќе дојде во тој момент, затоа што секојаш така ќе биде и ќе биде, за сите ќе биде линеарно. А вака е од, не знам како, од една скала на 10-та, некој си се качил, па после, дали некој може до горе да стигне, не знам. Ама мора и тие полека да се симнуваат и да се станат на нивото кај што е целиот народ, како што е, затоа да биде линеарно. А не некој да биде ага и паша и да шикува како што сака, а некој што нема парче леб и сол и шеќер да си земе, да си касне како што било на времето. Затоа предлагам владата и председателот на владата и премиерот и сите. Благодарно за одговорите, учеството во црвена линија. Тајмерот автоматски ќе посетам се исклучува на 90-та секунда, бидејќи тоа е времето предвидено за едно јавување. Додека трае црвена линија, постои можност повторно да се вклучите. Уште еднаш благодарам. А еве што напиша како коментар, односно одговор на нашето прашање, Седит Бекировски. Вечна тема е само кога ВМРО ДПМН е на власт, бидејќи ВМРО ги штити олигарсите и бизнисмените, а не работниците. Марко Поло напиша затоа што имаме многу како Марко Беслимовски, како Зврлевски, како Орце, политолого што работеше во Ивани, а платичка минимална само 150.000, додека Марко бесрамно си наплаќаше околу 5.000, па со право секојдневно трча до влада по 3 пати на ден и така натаму. Ова е пример, имам едно, навистина ова постојано го укажуваме. Ние сме конкретни како црвена линија со прашање и она кон што се држиме е секако етиката, нивото и културата. Црвената линија се вклучува веднаш доколку се користат навредливи зборови, доколку секако се користат вулгаризми, пцости. Имаме говор на омраза, говор кој што алудира на насилство. А знам не ретко знае тоа да се случи кога станува збор за интернет просторот. Но како и да е, благодарност се разбира за сите вие кои што сте активни и на Facebook. Време е да ги погледнеме рекламите, но не го менувајте каналот. Црвена линија се уште трае, она што следува е секако и резултатите од денешната анкета. Европската економија со умерен раст. Германија очекува подобри резултати во последниот квартал од годинава. Како глобалните случувања влијаат врз македонската економија? Кои се клучните предизвици за следната година? На оваа тема во Топ тема зборува Глигор Бишев, поранешен председател на Фискалниот совет. Топ тема со Наташа Стојановска во 19:15. Сега да погледнеме како одговори оние кои што не следат на Инстаграм, учествуваа во денешната анкета. За следете на овој момент и учествувате во утрешната. На денешното прашање на Инстаграм стори колку долго ќе се договараат за минималната плата, под А, како и секогаш без брзање, одговорија 20%. Под Б, додека работниците се снаоѓаат 80%, а В, додека преговараат 0%. Големо благодарам за тоа што земавте активно учество во оваа денешна црвена линија. Утре сме пред нов предизвик, нова тема и верувам повторно ќе
земете учество во голем број. Останете со Тилма, информирајте се на tilma.com.mk. Од мене, довидување.